Јас сум Марија Јаневска, член на Slow Food Водно, Slow Food Македонија, Алијансата на готвачи. Денес ќе готвиме некои убави традиционални јадења од намирници кои се типични за нашето поднебје. Значи, за почеток ќе направиме салата од бунгур. Тоа е кршена пченица, веќе е спремна, откисната и малку кратко сварена со сол. Потоа ќе ставиме мешан зеленчук, кој ќе го печеме заедно. На крупни парчиња ќе биде исецкан зеленчукот и печен додека не испари течност. Потоа ќе соединиме, кога ќе биде се готово, ќе го соединиме зеленчукот со бунгурот. Ќе додадеме сушен домат. Овој сушен домат е тука домашно приготвен со печен лук и мајчина душица во маслиново масло. Ќе додадеме свежи тревки, малку маслиново, сол, бибер и балсамик оцет. Зеленчукот пожелно е да биде свеж, меѓутоа може да се искористи зеленчук кој ви е останат по дома, значи практикуваме храната да не се фрла. И во оваа салата буквално нема правила, може да се искористи се што ви е дома останато во фрижидерот и не знаете што да му правите. Ете убава можност да се искористи во комбинација со бунгур, со обична пченица, со ориз. Во случајов ние ќе го комбинираме со бунгур. Која се подготвува ајварот. Сето тоа на крупни парчиња. Малку бибер и сол. Маслиново масло. Се промешаме се заедно. И ќе ставиме да се испече зеленчукот. Значи не премногу, туку само да испари вишокот течност. Со другите две работи, значи ќе подготвиме и пире од компир, целер и јаболко, кој ќе го комбинираме со мешавина од печурки и свежи зачини и лук. Имаме буковка и вргањ. Тие ќе ги направиме податна како втор дел од нашето видео. И на крај ќе одиме со еден преубав десерт, малку несекојдневен. Останете да видите. Следно ќе направиме пире од компир, целер и зелено јаболко. Ќе свариме се заедно. И потоа убаво ќе го испасираме да биде мазно, пријатно. Ќе го зачиниме со сол, бибер, малку путер. И ќе го комбинираме со печурките. Значи, ќе биде на крупни коцки. Има неутрален вкус. Затоа ќе треба малку да го размрдаме со целерот и со јаболкото, да не биде еднолично. И како комбинација се
многу одговараат едни со други. Може да ги приготвувате заедно со месо, со печурки. Го додадем компирот, потоа и јаболкото, да биде излупено без лушпа. За да може по-лесно да се испасира. Исто и семето ќе го извадиме. И ќе изсецкаме и неа на крупни кутки. И ќе го дадеме во целерот и во компот. Доволно е само да го покрие зеленчукот. Нема потреба многу вода. И ќе го ставиме да се вари. Преубави бои. Свежо. Сега само ќе го надополниме со свежи тревки и малку сушен домат во масло. Може и безаното перчевино. Добро. Пристиме малку свеж босилек, зелен, малку од виолетовиот, преубави бои. Ево го новото масло. Ево компирот и јаболчето и целерот сварени. И ги вмечиме малку. Во тавата има ставено пипер да се растопи. И го оставиме малку да се подгори за да излезе преубав ечмек. Од него ќе додадеме малку во пирето. А другото ќе го оставиме за пржење на печурки. Додадеме само уште малку сол и бибер. Лукчето не е излупено, изгнечено. Сега само малку ќе го изсипкаме на крупно. Нема да го малтритираме многу. Може да додадеме пирото, еден дел. Другото го дајтеме. Додаваме лукчето. Да замесиме само кратко и да ги додадеме печурките. Ова е спремно. Пирето ќе го задржиме уште малку во тенџерчево да остане топло. Ево колку испарува вкусноста од печурките. Изсечкаме малку макдонот, патечина. Имаме друго овде, босилек. Имаме и сува мајчина душица. Додаваме свежите покачини.
Додавам още малко майчина листичка сира. Ова е твърдо нещо да пуши. Ставим от пирета начиния. Помпирот е разигран со вкусот на јаболкото и целерот. Значи има малку киселка вкус. Сега ќе додадем и печурките. Доколку сметате дека се големи парчињата, може и да се сецка. Останува да додадеме малко гранчина ливчина от свежите кревки. Правиме кръци едноставен во форма на мали палачинчи, 2 яйца и ги измешаме малко. Додадеме малко маджун, малко ванила, кора од портокал, меѓу време динјата ја изсипавме на ситни парчиња и ја вариме со малку шекер и вода. Овде ќе додадеме уште варена пченица. Имаме и таа налга. Значи шекер воопшто нема да додаваме. Ќе има влажина од алгата и од маджунот. Ќе додадеме и малку портокал. Да го освежиме малку вкусот, да не биде премногу плаво. Знаеме дека таа налгата е прилично сладка. Ја измешаме убаво. Додаваме малку мускатен орех. За земјаст вкус. Е премногу. Лажица по лажица брашно. Да се направи густа смеса. Потоа додаваме и малку пециво. Структурата ете баш вака треба да биде леплива. Ќе почекаме уште малку да се свари дуњата, па ќе ги пржиме на пупер. Ставиме малку.
Ставаме да се потпече од едната страна, па ќе ги свртиме. Додаваме од дистаната дуња. Да го комплетираме десертот. Ја измешавме со малку подпечени лешници и одварената пченица. Ќе додадеме и малку калинка. Ќе допринесе убаво за вкусот, а и за боите. Да го освежиме. Десертот ќе додадеме калинката и на крај малку нане. Малку сладкарче. Ова е преубаво растение кое се додава во македонските сладка. Ние го користиме и во вака во десертите. И на крај ќе завршиме со малку маџун. И печени лешници. Ова се моите предлози за јадењата кои може да ги користите и вие. Се надевам дека уживавте. Јадете добра храна, здраво, хранете се, внимавајте на вашето здравје, внесувајте што е можно по-свежи намирници, јаткасти, плодови и свежи тревки. Значи, се надевам дека ќе имате можност да ги пробате овие јадења во вашите кујни. Се гледаме понатаму во некоја друга прилика.